Обвинетата Гордана Јанкуловска виновна е за сторено кривично дело за употреба на службена положба и овластување од член 353 став 5 во врска со став 1 во врска со член 23 од Кривичниот законник, па согласно наведените законски одредби, како членовите 4, 32, 33, 34, 35 и 39 од КЗ, судот обвинетата ја осудува на казна затвор од 6 години. Поранешната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска информацијата за 6-годишната затворска казна ја доби на судењето за прислушувањето. Кривичниот суд ја прогласи Јанкуловска за виновна за набавката на Мерцедесот. Судиката Добрила Кацарска наведе дека била фаворизирана фирмата Мак Аутостар, а Јанкуловска, како министерка, свесно го потикнала помошникот министер Ѓоко Поповски да потпише веќе договорен тендер. Граѓаните на Република Македонија мора да знаат како се трошат нивните пари и сите јавни набавки кои што се спроведуваат се всушност со парите на даночните обврзници. Никоја најмалку носителите на јавни функции не смеа да ги потценуваат и омаловажуваат граѓаните, онака како што всушност тоа е сторено во конкретниот случај на начин што обвинетата Гордана Јанкуловска со сега осудените Ѓоко Поповски и Никола Груевски обезбедиле на незаконит начин патничко моторно возило марка Мерцедес S600 град, за кое возило не само што не биле информирани граѓаните, туку се договориле истото да го сокријат од очите на јавноста, односно да глумат до локалните избори дека предметното возило е на МВР, се со цел сега осудениот Никола Груевски да оствари политички поени. За судот набавката на луксузниот Мерцедес од речиси 600.000 евра е незаконска. Екс-министерката за внатрешни Гордана Јанкуловска добие ограничување да се движи само низ Скопје. Оваа одлука ја донесе Кривичниот суд, откако специјалното јавно обвинителство побара дополнителни мерки за предпазливост. Поради постоење на опасност од бегство и криење на страна на обвинетата, ви предлагам да изречете претходно наведената мерка на предпазливост. Доколку обвинетата сакаше да се даде во бегство, тоа ќе го стореше многу одамна, а не сега во оваа фаза на постапката. Јанкуловска не сакаше да ја коментира пресудата од 6 години затвор, најави жалба. Не, ја искоментирав во завршниот збор, тоа е тоа, немам нешто друго. 6 години, како ќе коментирате, дали ќе Ќе ја искоментирам во жалбата. Пресудата во една, процесот Тарге тврдина во друга судница, каде што и таму е обвината Јанкуловска за преслушувањето и уништувањето на разговорите. Судењето Тарге тврдина почна одново. Раздвоена постапка за Јанкуловска нема, а на екс-разузнавачите Горан Груевски и Никола Бошковски ќе им се суди посебно. Нивниот адвокат Петар Василев најави жалба и повторно се повика на аболицијата на председателот на државата Ѓорѓе Иванов. За двајцата бегалци се уште важи меѓународната потерница, тие и понатаму остануваат во Грција. За Груевски и Бошковски се чека епилог од постапките пред грчките судови.